Добар ден, јас сум Викторија и предавам во Средното училиште Ѓорги Димитров во Скопје како професор по математика во 4-та година. Денес ќе учиме за темата веројатност, односно наставна единица случајни настани. Нашето обкружение изобилува со несигурни и случајни настани. Неретко среќавани изрази се денес можеби ќе врне или пак овој лек може да ве излечи. Секоја од опишаните ситуации може да се случи, а и не, и ние секогаш сакаме да најдеме начин да измереме таа можност на случување. Теоријата на веројатност е дел од математиката, што се занимава со изучување на случајните настани и законитости за нивно настапување. Основен поим во теоријата на веројатност е поимот случајен експеримент. Експеримент е секоја целосно одредена постапка, која може да се повторува произволен број пати, поради променети услови и чија реализација не може да се одреди со сигурност. Примери за случајен експеримент е фрлање на коцка или пак фрлање на паричка. Настан е секој резултат на случајниот експеримент, кој може да се случи во даден момент, а и не. Елементарен настан е секој одделен резултат на случајниот експеримент. Ознака за елементарниот настан не е голема буква Е, која што не е придружена со индекс. Множеството од сите логички исходи на елементарниот настан се вика множество на елементарни настани. Ознака не е грчката буква омега. Сега имаме дефиниција за случајен настан. Секое подмножество на множеството од елементарни настани се нарекува случајен настан. Ќе продолжиме со неколку примери. Пример 1. Да фрламе паричка така што да паѓа на тврда, хоризонтална и мазна површина. Кои се можните настани на експериментот? При експериментот фрлање на паричка знаеме дека секоја паричка има две страни, грб и писмо. Со тоа, можни настани за овој експеримент ќе ни бидат одгоре да се појави грб или пак одгоре да се појави писмо. Со тоа, настанот се појави грб го означуваме со E1 и настанот се појави писмо го означуваме со E2. Со тоа, множеството од елементарни настани ни е еднакво на E1 и E2, каде што E1 и E2 ни се елементарните настани кои што ги опишавме погоре. Одиме на пример 2. Да фрламе две различни парички, од 1 и од 2 денари, така што да паѓаат на тврда, хоризонтална и мазна површина. Кои се можни настани од овој експеримент? Од претходниот пример видовме дека при експериментот фрлање на една паричка можни настани се да се појави грб или пак да се појави писмо. Со тоа, ако фрламе две парички, можни се следните настани. E1 грб, односно на паричката од 1 денар и од 2 денари се појавил грб. Елементарен настан E2 грб писмо, односно на паричката од 1 денар се појавил грб и на паричката од 2 денари се појавило писмо. Елементарен настан E3 писмо грб, односно на паричката од 1 денар се појавило писмо и на паричката од 2 денари се појавил грб. И елементарен настан E4, односно на паричката од 1 и од 2 денари се појавило писмо. Со тоа, множеството од елементарни настани за овој експеримент ќе ни биде еднакво на E1, E2, E3 и E4, каде што елементарните настани се опишани погоре. Одиме на пример 3. Експеримент се состои од фрлање коцка. Одреди го просторот на елементарни настани и опиши ги настаните. А. Падна парен број на точки, Б. Падна број на точки деливи со 3 и С. Падна број на точки не помали од 3. Знаеме дека секоја коцка има 6 страни и на секоја страна има одреден број на точки од 1 до 6. Со тоа, множеството од елементарни настани за овој експеримент ќе ни биде еднакво на E1, E2, E3, E4, E5 и E6, каде што индексот ни представува број на точки што се појавиле на горната страна од коцката. Сега лесно може да ги определиме случајните настани А, Б и С. За случајниот настан А, условот ни беше на горната страна од коцката да се појават парен број на точки, односно треба да се појават 2, 4 или 6 точки. А тоа се елементарните настани E2, E4 и E6.
За случајниот настан Б, условот беше да се појават број на точки кои што се деливи со 3, односно треба да се појават 3 или 6 точки, а тоа се елементарните настани E3 и E6. За случајниот настан С, условот беше на горната страна од коцката да се појават број на точки не помали од 3, односно треба да се појават 3, 4, 5 или 6 точки, а тоа се елементарните настани E3, E4 и E5 и E6. Одиме на пример 4. Експеримент се состои од истовремено фрлање на коцка и паричка. Одреди го множеството од елементарни настани и констатирај го нивниот број. Потоа, одреди ги настаните. Случај настан А, добивање парен број на горната страна од коцката и Б, добивање писмо на горната страна од паричката. Од претходните примери видовме дека множеството од елементарни настани при експериментот фрлање на коцка е еднакво на E1, E2 до E6, каде што, како што кажавме, индексот ни представува број на точки кои што се појавиле на горната страна од коцката, а за експериментот фрлање на паричка, множеството од елементарни настани е P и G, каде што P ние се појави писмо и G се појави грб. Множеството од елементарни настани за овој експеримент тогаш ќе ни биде E1P, E2P до E6P, па E1G, E2G до E6G, каде што, например, елементарниот настан E3P. Значи, дека на горната страна од коцката се појавиле 3 точки и на горната страна од паричката се појавило писмо. Или елементарниот настан E6G. Значи, дека на горната страна од коцката се појавиле 6 точки и на горната страна од паричката се појавил грб. Вкупниот број на елементарни настани за овој експеримент е 12. Сега да ги определиме случајните настани А и Б. За случајниот настан А, условот беше на горната страна од коцката се појавиле парен број на точки, а тоа се елементарните настани E2P, E4P, E6P, E2G, E4G и E6G. Вкупно имаме 6 елементарни настани кои што се содржат во случајниот настан А. Кај случајниот настан Б, условот беше на горната страна од паричката да се појави писмо, а тоа се елементарните настани E1P, E2P, E3P, E4P, E5P и E6P. Вкупен број на елементарни настани кои што се содржат во овој случај настан се 6. Одиме на пример 5. Во една кутија има 4 ливчиња, нумерирани со броевите 1, 2, 3 и 4. На случаен начин од кутијата се извлекува едно по едно ливче, без враќање, се додека не се извлече ливче со непарен број. Одреди го множеството од елементарни настани и одреди ги настаните А, извлечено е ливче со број 2 и Б, збирот од броевите од извлечените ливчиња е парен број. Во овој експеримент се состои од извлекување на непарен број од кутија каде што имаме броеви од 1 до 4. Може да извлечеме непарен број при првото извлекување, тогаш го прекинуваме експериментот, но ако при првото извлекување не извлечеме непарен број, одиме на второ извлекување. Ако во второто извлекување повторно извлечиме непарен број, тогаш одиме и на трето извлекување. И во третото извлекување тогаш со сигурност ќе извлечеме непарен број, бидејќи тие се единствените броеви што би останале во кутијата. Значи, ги означуваме елементарните настани. E1 ни е еднакво на 1 и E2 ни е еднакво на 3. Тоа значи дека при првото извлекување сме го извлекле бројот 1, тоа ни е елементарен настан 1, и E2 при првото извлекување сме го извлекле бројот 3, тоа ни е елементарен настан E2. Потоа имаме случај кога во првото извлекување ќе извлечеме парен број. Па тогаш ќе мораме да одиме на второ извлекување. Значи, елементарен настан E3. Во првото извлекување сме го извлекле бројот 2, одиме на второ извлекување, па сме го извлекле бројот 1, го прекинуваме експериментот. Или пак елементарен настан E4. Во првото извлекување сме го извлекле бројот 2, што е парен број, мораме да одиме на второ извлекување. Тогаш сме го извлекле бројот 3, што е непарен број, и во тој случај го прекинуваме експериментот. E5 и E6, тоа значи дека во првото извлекување сме го извлекле бројот 4, што е парен број, значи мораме да одиме на второ извлекување.
Тогаш, во второто извлекување сме го извлекле бројот 1, тоа ни е елементарниот настан Е5, или пак бројот 3, тоа ни е елементарниот настан Е6. Но, што се случува доколку и во второто извлекување извлечеме парен број? Тогаш мораме да одиме, се разбира, на трето извлекување. Во третото извлекување ќе ни останат 1 и 3 во кутијата, па тогаш со сигурност ќе извлечеме еден од нив. Значи, елементарниот настан Е7 во првото извлекување сме го извлекле 2, па во второто 4 и на крај во третото сме го извлекле бројот 1. Или пак елементарниот настан Е8, во првото извлекување сме го извлекле бројот 2, па потоа во второто бројот 4 и на крај во третото сме го извлекле бројот 3. И елементарните настани Е9 и Е10, односно во првите две извлекувања сме ги извлекле броевите 4, па 2 и на крај сме го извлекле бројот 1, тоа ни е елементарен настан Е9, или бројот 3, тоа ни е елементарен настан Е10. Значи, множеството од елементарни настани за овој експеримент ни е еднакво на Е1, Е2 до Е10, каде што елементарните настани се опишани погоре. Сега треба да ги определиме случајните настани А и Б. Кај случајниот настан А, условот беше извлечено еливче со број 2. Гледаме во кој од елементарните настани сме го извлекле бројот 2. А тоа се елементарните настани Е3, Е4, Е7, Е8, Е9 и Е10. Потоа, за случајниот настан Б, условот беше збирот на извлечените броеви е парен број. Како што можеме да приметиме, во елементарните настани од Е1 до Е10 во ниту еден случај немаме парен број како збир на извлечените броеви. Па затоа случајниот настан Б ни е еднакво на празно множество. Со тоа ја завршуваме оваа лекција. Понатаму, ваша обврска е да ги решите овие задачи како домашна работа, кои што се во контекст со лекцијата што ја учевме денес. Купно имате 2 задачи, во кои што имате по неколку барања. Тоа е тоа за овај час. Ви благодарам на вниманието.